Јавната шпица за меѓународната анализа за ова понеделничко утро. Со кого се разговараше Доналд Трамп по завршувањето на претседателските избори во САД? Во продолжение зборуваме на ова, но уште неколку теми кои што се актуелни од светските случувања. Добро утро. Тие што разговарал, за тие теми ќе разговараме. Значи Доналд Трамп кој е председател веќе на САД од 20 јануари кој ќе биде инаугуриран, ама е идниот председател повеќе од јасно е. Прво што почна да разговара на телефонски што се слушна, иако не му е почнат мандатот, се Путин првен, потоа Вучич, Нетањаху и канцеларот Олаф Шолц, што само му ги покажува потезите на идната надворешна политика на Соединетите Американски држави, нешто што изминатите 4 години го немаше. Ке подсетам, председател на Соединетите Американски држави Бајден и Путин нема никакви контакти, дури има и тешки зборови, тешка реторика. Путин беше наречен воен злосторник. Путин не го нарекуваше Бајден колку што се сеќа со некои погрдни зборови, но повеќе од јасно беше дека тие двајца председатели нема да може да седнат и да разговарат, а кога тие не разговараат, се разбира, нема да има ни договор за некаков мир глобален во светот. Значи тоа што Трамп и Путин го разговараа, секако беше едно од работите Украина, да запре војната, инаку Трамп се обврза, барем во своите ветувања, дека уште пред да почне неговиот мандат на 20 јануари, ќе направи некаков прекин на огнот, примирие и да ја запре војната во Украина. Ќе се вратиме на Украина подоцна. Со Нетањаху исто така зборуваше на тема тоа што се случува во Газа и пред се таа закана од Иран, која па навестува дека можеби Трамп и можеби американската администрација, дали на тоа моја е некоја шпекулација на заминување администрацијата на Бајден, а можеби на Трамп поинаку ќе разговара со Иран. Не исклучуваме тука дека може да се изврши некаква војна интервенција. Што се однесува до Вучич, Вучич е првиот председател од регионот кој се слушна со Трамп, што само укажува дека Србија по овој дел на светот очигледно ќе игра некоја главна улога во идната политика, надворешна политика на Трамп, особено што доколку дојде поранешниот преговарач Ричард Гренел, кој е човек кој е висок дипломат, кој е човек од доверба и кој е можеби идниот шеф на State Departmentот на САД, можеби, не знам, ќе видиме. Тој имаше некакви релации со Белград, немаше некакви релации со Приштина, па оттаму и оптимизмот кој Вучич го даде дека очекува унапредување на односите со Соединетите Американски држави, особено во делот со Косово. Ќе видиме како сето тоа ќе искочи. Се разбира, секогаш тој оптимизам на крај завршува како што завршува. И го заборавивме Шолц, канцеларот на Германија, кој се случува тектонско пореметување во неговата влада, па може би дури и паѓање на неговата влада. А Трамп разговарал со него, бидејќи Германија натаму е најгеостратешки интереси има токму во Германија. Германија е голема, силна држава во Европа, а сепак под некаква политичка контрола на Соединетите Американски држави. И сега ќе се вратиме на Путин. Тие разговори со Путин да запре војната, тие се согласиле ова и она и вамо и тамо, има за цел, според многумина, да се смират односите помеѓу Вашингтон и Москва и на некој начин да се раздвои сојузништвото меѓу Кина и Русија, бидејќи Трамп е свесен дека ако се Москва и Пекинг заедно, потешко ќе може да се бори против кинеската економска доминација. Значи, кога зборуваме тука за ривалитетот меѓу Кина и Соединетите Американски држави, зборуваме пред се економски, не би сакал поинаку да размислувам, но очигледно е дека Трамп сака да ги смири односите со Путин врз основа на минатото, но и да ги раздвои Пекинг и Москва, кои заедно покажуваат дека се многу силни. Ќе видиме како сето тоа ќе испадне. Знаеме дека Трамп следната цел ќе му биде
Кина и оттаму веројатно ова му се првите потези дипломатски во која насока ќе му оди надворешната политика во наредните 4 години. Ќе потсетам, Трамп според уставот и законот на САД му е последен мандат, тој нема да може после овие 4 години да биде повторно избран председател, освен во некои воени услови, сега не дај Боже да не ги споменуваме. Така да он ќе мора овие 4 години многу работи да заврши, што не успеа во првиот мандат. А првиот мандат му беше насочен пред се кон Кина. Сега, овој вакуум простор, додека Бајден е на заминување, а Трамп не е дојден, и откако Путин на некој начин разговараше со Трамп и веќе се навестуваат контурите каков ќе биде тој мировен план за Украина, дека ќе биде предложено долж линијата на активната линија на фронт, да дојде примирието, прекинот на огнот. Власта во Киев пред се Зеленски, кој беше поблизок со Бајден, полека го губи тлото под нозете, очигледно нема веќе она идеја негова дека ќе запре војната во Украина дента кога ќе бидат избркани русите од сите области, вклучувајќи го и Крим. Русите од утринава започна тоа ми беше прашањето, што се случува сега во Украина? Сега се случува Киев нема струја и дел од регионот. Добро, тоа може да биде и одмазнички напад на оној изминатиот викенд со дронови врз Москва, кој беше најголем напад врз главниот град на Русија по Втората светска војна, што има своевиден психолошки ефект. Нападната е Москва, сега тие возвраќаат, но паралелно со тоа Путин и руската армија, односно руската војна команда, ја гледаме и картата. Тука концентрираат над 50.000 војници, меѓу кои се оние фамозни севернокорејски војници кои треба да помогнат и да ги пополнат руските борбени редови, почнуваат во источниот дел на Украина да притискаат, да напаѓаат и да ги протеруваат украинските сили кои се нели во Русија влезени пред 2 месеца. Се користи ова, да кажеме, вакуум простор во американската администрација и практично русите планираат да ги утврдат сите овие линии тука што ги имаат, за кога Трамп ќе седне нели фигуративно во Белата куќа, да дојде до тој прекин на огнот. Се разбира, прекинот на огнот веројатно ќе дојде да биде уште за Божик. До тогаш тие веројатно треба да ги утврдат сите овие позиции. За католички Божик, така? Не, за православен. За нашиот. За православниот ден, кога ќе гласаат електорите за председателот за новиот председател во случајот Трамп, и до тогаш тие треба ова све да го исполнат и за време на православниот Божик на некој начин. Тоа е една од опциите кои е во јавноста пуштена, се разбира. Тоа е се шпекулативно, но тоа е едно од плановите. Веројатно се наведува Вашингтон Пост, мисля, че не тоа го пишуваше, дека тоа било разговарано помеѓу Путин и Трамп, а додека Трамп не влезе во Белата куќа, Путин треба да се ги утврди тие линии за утре кога ќе дојде до преговорите, да се знае линиите се сигурни. Во Киев дипломатски притисок од Вашингтон, од администрацијата на Бајден нема у наредните 20 години влегување во НАТО, и тоа е тоа. Тука го решава, го убрзвам разговорот, Трамп го решава тука проблемот со Украина и сега оди на варијанта, видовте како ви помогнавме, почна да ги раздвојува Москва и Пекин во нивното сојузништво, за да може Америка повторно да ја направи голема. Би го скратил тоа така. Така да тоа е една од опциите која е во јавноста пуштена како стратегија и тактика во која насока ќе оди првим политиката на новата американска администрација. Оттаму и овие 4 разговори кои се многу интересни. Значи не разговараше со Моди, не разговараше со некои други лидери, туку разговараше токму со Путин, значи ги обновуваат односите, разговара со Нетањаху, каде што знаеме дека му е голем сојузник Трамп, но не може да се согласи со хуманитарната криза која се прави во Газа. Од друга страна, сега би се префрлил на Израел, го притиска Нетањаху да прогласи победа над Хамас и Хезболах. Сега и Нетањаху исто ја зголемува борбените удари во Газа и во Либан. Зошто? Бидејќи овој вакуум на власта што се случува, сака да искористи што повеќе да може да освои територија која подоцна би ја чувала. Сега таа политика надворешна во Вашингтон веќе се случува препукување помеѓу демократите. Значи администрацијата на
Бајден која заминува и оваа републиканската која доаѓа. Ако од една страна ова Трамп го прави, од друга страна Бајден кој се уште де факто председател, веќе планира тие 6 милиарди помош во оружје да ги прати на Украина. Дали тие 6 милиарди во оружје ќе бидат за идната украинска независна држава без 20% од територија, но сепак независна да се засили војската и војните капацитети, тоа ќе видиме. Но во секој случај сега имаме еден дуализам, едни двојни аршини, но и имаме сигнал дека може некако да запрат сите овие воени дејства. Пред се во Украина, каде што веќе 3 години трае оваа војна, но и во Израел, која веќе година дена трае. Двете се многу смртоносни. Трамп најави дека ќе направи, дека проба од ветувањето да ги запре војните, да нема гинење, што е еден потек, да кажеме, нешто што не го видовме изминатите 2,5 години. Нека збори кој колку сака, но ние Бајден не го видовме ни у еден момент да каже дај нека запрат насилствата, да седнеме на зелена маса. Сега овој дава некаква надеж за сета таа работа, но овие во меѓувреме до 20 јануари и зборуваме Путин и Нетањаху ќе одат што побрзо може да освојат што повеќе точки и територија за да кога ќе седнат да преговарачка маса има со што да маневрираат па и да манипулираат. До тогаш тоа ќе трае така, а што се однесува до регионот и Вучич, ќе видиме, повторно ќе кажам, ми се чини дека повеќе славеа во Белград и во Бања Лука доаѓањето на Трамп во Белата куќа од што од самите во Вашингтон, така да ќе видиме колкави се очекувањата се големи. И тоа што Трамп разговарал со Вучич исто така еден голем сигнал, но од друга страна не знаеме како сето тоа на крај ќе заврши, колку и да е поблагонаклон на, да кажеме, републиканците кои, бидејќи србите во Америка гласат за Трамп, тоа Трамп е свесен и му се заблагодарил на Вучич за тоа, колку и да е благонаклон, сепак ќе мора да се најде некакво решение за Косово, бидејќи и Косово, и Украина, и Блискиот Исток се замрзнат конфликт, а знаеме кога е конфликтот замрзнат, во даден момент може некој да го одмрзне, а може и сам да се одмрзне, па да бидеме сведоци на овакви војни времиња, какви што не сме виделе уште од Втората светска војна. Андоновиќ, благодарам. 10 минути, секоја утро имаат можност и прилика да те гледаат нашите гледачи. Благодарам за оваа утринска анализа која што денеска ја имавме заедно со тебе и те ги слушнавте најновите случувања поврзани со светските актуелни настани. Во продолжение ќе одиме со каде во слободно време, ќе се релаксираме и опуштиме со информациите кои што ни ги нуди Ана во однос на тоа што можеме да правиме во слободното време, каде да можеме да се опуштиме, каде можеме да ги поканиме пријателите да се видиме, да погледнеме некоја представа, театар и така натаму. Еве што можеме да правиме денеска и во следниот период. Уживајте во продолжение.